Не ми требаат ни 6 минути, не ми требаат ни 6 минути, доволни ми се и повеќе и помалку од тоа. Која бројка сега е лажна? Знаете што зборувате? Не сум манипулирал ниту една бројка. Бидејќи луѓе кои што ни помагаат од правателната буџетска канцеларија, верувајте дека се многу поспремни од тие во вашето министерство и ниту една бројка немаат интерес ниту да додадат, ниту да одземат и јас како пратеник сум им многу благодарен. Значи да констатираме, ниту една бројка не сум ја излажал. Тоа што вас бројките не ви одговараат и им избори за 2011 година е друго 20. Инаку точно е. Вие много добро знаете, некаде за трети месец, некаде има за квартал, ама тука е. Така што ве молам, немојте, не е фер, не е проблем према мене. Јавноста гледа, јавноста знае дека не живее добро, јавноста знае дека нема повеќе пари за нив, јавноста знае дека нема вработувања за нив, јавноста знае дека парите и вработувањето каста. И тоа е јасно на јавноста. Ама немојте вработени овдека да наведувате дека даваат погрешни бројки, кога не се бројките погрешни. И многу честно ви ги прочитав дека тоа е за трет месец, ова е за квартал. Понатаму. Пак ќе ви повторам уште еднаш. Дека имаме интеракција. Дали е вистина дека имате повеќе пари, 9 милиарди 977 милиона денари прибрано тоа што се проектирале, да или не? Вистина е. Точно, убаво е тоа, ви кажав. 10 милиарди скоро имате повеќе приход од тоа што сте планирале. Ама дали е точно дека 21 милиарда и 200 имате повеќе расход од тоа што сте планирале? Точно е. Колут напред да направите, точно е. Ве убива вистината, не бројките мои. Ја не манипулирам со бројки. Владата манипулира со бројки. И вие излеговте. Што ќе ми кажете? Кажете ми за Луј. Ајде. Кажете ми, ве молам, вие сте стручњак, професор за финансии, дали е нормално во кризна година договорни услуги од 415 милиона на 713 милиона само една ставка ќе Луј влада? Дали е нормално? Никој за да бегате, се плашите ли? Што ви правите човек, ја не знам. Демократијата ја убивте. Дали е нормално председателот на држава да има 80 милиона денари буџет? Председателот има помоцен буџет од Конче општина, од Боговиње. Срам од држава е тоа, бата од држава. Одиме понатаму, господине Ковачевски. И јас кажав овдека дека лани. Дали јас кажав дека ќе имаме за 2%, 1,9 да бидам прецизно точен, зголемен број на вработени. Јас кажав или вие кажавте, односно Фатмир Бесими? Вие кажавте дека оваа година очекуваме 2%, 1,9 се качи вработеноста. Сега со ребаланс викате 1% ќе се качи. Ја лажам? Сум фейк ньюс или вие како влада сте фейк влада? Ве молам, немојте, не е точно. За развојна банка јас не зборував. Од кај ви спана вас развојна банка, за ми ја спомнувате? Таму со Кире Наумов има друго. Преди Кире Наумов 30 милиони евра оваа држава плаќа поскапо, токму ради таа писма пишувавте. Ама не се подсекаме на тоа. Од тоа нема иднина. Сега правиме иднината. Тука креираме иднина. Од Кире Наумов и тие други што ги спомнувате, патиштата нема иднина. Ама ако што гледам за патиштава за Охрид, се некои нови ви излегуваат анекси, се некои нови пари дават да се тие пусти патишта. Хајде ке ве молам, немојте. Би од тоа Марија нема ќар. Сега ја правиме иднината. Ја не зборувам за тоа никогаш, ти многу добро знаеш. Понатаму, дали е факт и дали е моја бројка или е ваша бројка од финансии дека имаме 25 милиона за еден квартал странски инвестиции? Ваша бројка е. И ја викам, чекайте луѓе, ако 2001 сме имале 90 милиона, имаме 20 милиона, 24 милиона, што значи тоа? И моја бројка е дека за ТИРС намалувате буџет или вие намалувате буџет за ТИРС? Вие намалувате буџет за ТИРС, не јас. Јас викам не, од кај Луј ќе намалите, од ТИРС да ставите. Се ќе ве молам, премиерот, 14. Па се знаемете кој е. И на крајот, просечна плата, во Бугарија 596 евра, Црна Гора 526, Косово 560, Црна Гора 540 и 457 ние. Тоа ли се лажни бројки? Тоа ли се јажни бројки? Ќе ве молам, ама од 2001 не се живее.
се живее сега, ова е прв квартал. Така да ќе ве молам луѓе, значи јас не терав политика овдека. Јас само сакав да воочам на мнозинството на пратеници и на јавноста дека државата ни е банкрот, блуз бенд и не дај Боже да имаме уште една здравствена криза.